Врнежливото време стана придружна содржина на протестите на граѓаните поддржувачи на движењето Протестирам, но тоа и понатаму не ги обесхрабрува да излезат на марш по улиците на градот. И во средата попладне го реализираа најавениот протест, истакнувајќи ги паролите што се вообичаен декор на дефилето, а со кое повикуваат за решавање на политичката криза во Македонија. При тоа главен акцент беше даден на потребата од смена на актуелната владеачка гарнитура, за да се спречи масовното иселување на младите. Според граѓаните кои учествуваа на протестот, токму партијата на власт е главна причина што секојдневно младата популација заминува во странство во потрага по екзистенција. И да си ги вратиме нашата слобода, да си ги вратиме децата од странство. Имаме деца од секоја куќа, најмалку по едно дете во странство што ни побегнаа од овој режим. Сега решение е да се учи на аболицијата на сите што се аболицирани, да си окаже зборот специјалното јавно обвинителство, да се медиумите да се ослободат, да бидат слободни медиуми и да се направи техничка влада со која ќе дојдеме преку која ќе дојдеме до демократски кредибилни избори. Конкретно кај мене два сина и двата избегаа. Со високо образование, работа нема, за нити немат книжки партиски. Тоа кај ни мерило, партиска книжка тражат да се вработат. Со години чекаа за работа и бегаа од државата. И останаваме ние тука сами. И он ги враќа луѓето од град во село. А у градо нема младина. Ако идам да пресечам 5 колци, мене ќе ме затворат 100%. А овие со милиардите и милионите евра што крадеа, тие не ги затварат. Тоа сигурно. Оценка на граѓаните е дека закажаните избори за 5 јуни се само фарса и тие нема да бидат демократски и кредибилни, што ќе го покажело и неприфаќањето на резултатите од нив од страна на меѓународната заедница. Маршот по улиците на Кочани помина без инциденти, а граѓаните кои го поддржуваат движењето Протестирам и шарената револуција рекоа дека не се откажуваат од своите барења и ќе продолжат со протестите и во наредните денови.